Како и целата македонска јавност и граѓанската опција за Македонија е крајно изненадена од одлуката на председателот на Републиката, господинот Ѓорги Иванов, да изврши повеќе аболиции и една амнестија. Запрепастувачки е што оваа одлука се носи во моментот кога имаме нефункционална техничка влада, кога имаме распуштен парламент, а со ваквата одлука председателот практично ја загрози единствената стабилна витална функција во Република Македонија, а тоа е функцијата председател на Републиката. Очигледно е дека некој извршил огромен притисок врз председателот на државата за тој да донесе вакви одлуки. Дилемата е дали притисокот врз председателот на државата го изврши токму чадорот, откако увиде дека Зоран Заев не е вистинскиот избор за спроведување на нивното сценарио. Освен тоа, во континуитет, истиот тој чадор трпи порази од владеачката коалиција. Истиот чадор е сведок и го преживува поразот на специјалното обвинителство, кое што по 7-месечно истражување највисок дострел му е дека откриле оти Љубе Бошковски кога бил апсен го пцуеле и на крајот најголемиот пораз чадорот го трпи токму од граѓаните на Република Македонија со неумоливиот рейтинг во кој што владеачката коалиција во однос на опозицијата има двојно повисок рейтинг. Со ова чадорот всушност му го отвори резервниот падобран на Зоран Заев за негово меко приземнување на изборите на 5 јуни. Посебно што единствено известно окончување на кривичните пријави во судските постапки се само оние на Зоран Заев, затоа што дел од нив се обезбедени и со ПИМ мерки. Истиот тој логично е да не сака да оди на избори, затоа што по поразот на изборите на 5 јуни го чека смена во Социјалдемократскиот сојуз, но и сигурно приближување кон македонските затвори. До сега Зоран Заев се плашеше од две работи. Првата е волјата на граѓаните на 5 јуни, а втората е од законот. Од сега тој останува да се плаши само од судот на народот на 5 јуни. Со овие акти кои ги донесе председателот на Републиката господинот Ѓорги Иванов, Пржинскиот договор практично го помножи со нула, а секој број помножен со нула дава нула, а инаку да ве потсетам граѓанската опција за Македонија уште од самиот почеток не го поддржуваше Пржинскиот договор. Освен тоа, со ваквиот потез председателот на Републиката политичарите ги прогласи за граѓани од прв ред, а народот го прогласи за обична раја. Според граѓанската опција за Македонија, секој што направил криминал, без разлика дали е опозиција или е власт или дали е обичен граѓанин, треба да одговара за своите постапки. Конечно, сакаме да го кажем и тоа дека за ова политичарите кои што се предмет на овие аболиции и на овие амнестии не можат да го исперат својот морален кредибилитет. Моралниот кредибилитет ќе биде и ќе беше чист само во завршена судска постапка која ќе каже кој е чист, а кој е нечист на македонската политичка сцена. Веројатно и тогаш, можеби сега нема да ме разберете, дека граѓанската опција за Македонија пред Уставниот суд бранеше принципи. А принципот е дека секоја институција треба да одлучува слободно. Никој не смее на никому да му забрани да одлучува. Она што сакаа протестантите да прават е да забранат Уставниот суд да одлучува. Гром не ја предуцираше одлуката на Уставниот суд и она што Гром го направи е да не дозволи некој да фрла судии од прозор и во исто време да не дозволи некој да го пали Уставниот суд како една од највисоките институции во Република Македонија. Повторувам уште еднаш, ниту ги прејудицираме, ниту сакаме да ги прејудицираме одлуките на Уставниот суд. Ние пред Уставниот суд браневме принципи, а тоа се принципи да секоја институција во Република Македонија работи без притисок.